Добре дојдовте на новото предавање од ниво А2 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Откако во минатото предавање ги научивме модалните глаголи во претеритум, во ова предавање ќе продолжиме со учење на правилните глаголи во минато пишано време. Пред да започнеме, ќе ве замолиме да не следите на Instagram и направите subscribe на YouTube. А сега можеме да започнеме. Накратко да повториме за глаголите во претеритум. Минатото време, како што знаеме, се дели на минато говорно време или перфект и минато пишано време или претеритум. Претеритум се дели на претеритум за глаголите sein и haben, модални глаголи во претеритум, ги учевме во минатото предавање. Потоа, правилни глаголи во претеритум, неправилни глаголи во претеритум и мешани глаголи, исто во претеритум. Во ова видео ќе обрнеме внимание на правилните глаголи. За почеток, глаголи во минато пишано време. Кликнете лайк ако ви се допаѓаат овој тип на видеа. Глаголите во претеритум се делат на неколку типови. Претеритум за sein и haben, што учевме во ниво А1. Во видеото за минато време, односно перфект и претеритум. Потоа претеритум за модални глаголи, за правилни глаголи, неправилни глаголи и мешани глаголи. Сите овие типови на глаголи во претеритум ќе ги учиме во ниво А2. Која е разликата меѓу глаголите во претеритум? Правилните глаголи или regelmäßige Verben имаат различна конјугација од презенс или од сегашно време. Неправилните глаголи ја променуваат својата основа и имаат исто така различна конјугација од сегашното време. Мешани глаголи ја променуваат својата основа, но имаат иста конјугација како правилните глаголи. Значи, мешаните глаголи имаат особина и на неправилен глагол и на правилен глагол. И ни остануваат уште модалните глаголи во претеритум, што знаеме дека имаат скоро иста конјугација како правилните глаголи. Ова е накратко. Во следните минути ќе обработиме подетално. Regelmäßige gegen unregelmäßige Verben. Правилни наспроти неправилни глаголи. Пред да започнеме со правилните глаголи, потребно е да повториме за разликите меѓу правилни и неправилни глаголи. Да повториме што се тоа глаголи. Тоа се спорови кои означуваат дејство, активност, процес или состојба. Основната форма на глаголот, како што учевме во ниво А1, е инфинитив, односно е форма на глаголот кој не е именуван по лица. Например, machen, прави. Секој глагол е составен од два дела, и во инфинитив и во конјугираната форма. Тие два дела се основа и наставка или суфикс.
Глаголот се конјугира, односно му се прави промена на наставките, зависно од лицето и бројот. Например, инфинитив глагол би бил machen или прави. Lernen учи и trinken пие. А конјугиран глагол во второ лице еднина machst или правиш, потоа во прво лице еднина lerne или учам и во прво лице множина trinken или пиеме. А сега да повториме која е разликата меѓу правилните и неправилните глаголи. При конјугирање на правилниот глагол, неговата основа не се променува, туку само наставката. Основата на правилниот глагол е иста за инфинитив и конјугираната форма. При конјугирање на неправилните глаголи, нивната основа понекогаш се променува, а исто така и наставката. Значи, основата на неправилниот глагол не е секогаш иста за инфинитив и за конјугираната форма. Ке дадеме еден пример со глаголот wohnen или живее. Во прво лице еднина имаме wohne или живеам. Вон е основата, а буквата е наставката. Второ лице еднина, вонст, живееш. Вонт, тој, таа или тоа живее. Wir wohnen, ние живееме. Ihr wohnt, вие живеете и Sie wohnen, тие живеат. Ова е правилен глагол и може да се забележи дека основата е секогаш иста, а наставките се променуваат. Глаголот sehen или гледа е неправилен глагол и сега ќе го конјугираме. Ich sehe, du siehst, sie es sieht, wir sehen, ihr seht и Sie sehen. Од овој неправилен глагол може да се забележи дека освен тоа што се променуваат наставките при конјугирање, имаме промена и на неговата основа. Откако повторивме кои се разликите, накратко за правилните и неправилните глаголи, доаѓаме до главниот дел или правилни глаголи во претеритум. Која е разликата меѓу правилните глаголи во презенс или сегашно време и претеритум или минато пишано време? Разлика логички има во значењето, односно презенс е сегашно време, претеритум е минато време. Но има исто така и разлика во начинот на конјугирањето. Како се конјугираат правилните глаголи во претеритум? Правилните глаголи во претеритум се конјугираат речиси исто како модалните. Се додава буквата Т, глаголот добива соодветен суфикс или наставка, зависно од родот и лицето, а прво и трето лице еднина се конјугираат исто. Да видиме. Пример, во табелата ќе ги напишеме соодветните суфикси зависно од лицето. Во прво лице еднина имаме суфикс Т, во второ лице тест, трето лице Т, прво лице множина, тен, второ лице множина, тет и трето лице исто тен.
Да видиме пример. Глаголот вонен во левата табела ќе го конјугираме во сегашно време, а во десната табела во минато пишано време. Значи, глаголот вонен, кога зборуваме во претеритум, се променува во вонтен. Ich wohne, јас живеам. Du wohnst, ти живееш. Er, sie, es wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. И sie wohnen. Тоа беше за сегашно време и овој глагол веќе го знаеме. Глаголот wohnten во претеритум или живееше се конјугира како ich wohnte, јас живеев. Du wohntest, ти живееше. Er, sie, es wohnte, тој, таа или тоа живееше. Wir wohnten, ihr wohntet и sie wohnten. Значи, нема голема промена, односно треба да ги научиме само соодветните суфикси за претеритум. А сега, која е разликата меѓу правилните и модалните глаголи во претеритум, бидејќи кажавме дека се речиси исти во конјугирањето. Модалните глаголи, како што кажавме во видеото за модални глаголи во претеритум, спаѓаат во правилни глаголи во претеритум. Се конјугираат исто, но модалните глаголи го губат умлаутот од основата. А правилните глаголи не го губат умлаутот од основата. Да видиме пример. Во левата табела го имаме глаголот müssen или мора, кој е модален глагол, а во десната табела глаголот hören, слуша, кој спаѓа во правилни глаголи. Ке ги конјугираме во сегашно време и во претеритум, да видиме разликата. Овие два глаголи, како инфинитив, имаат умлаут буква. Започнуваме со müssen, во претеритум ich musste или јас морав. Du musstest, ти мораше. Er, sie, es musste. Wir mussten. Ihr musstet. И sie mussten. Од ова можеме да забележиме дека глаголот müssen во претеритум го губи умлаутот, односно буквата у умлаут се променува во обична у буква. Кога сме кај глаголот hören, имаме во претеритум ich hörte или јас слушав. Du hörtest, ти слушаше. Er, sie, es hörte. Wir hörten. Ihr hörtet и sie hörten. Значи, како што кажавме, модалниот глагол го изгуби умлаутот во претеритум, а правилниот глагол го задржува умлаутот во претеритум. Сепак, постојат мал број на правилни глаголи кои во инфинитив содржат умлаут. Продолжуваме понатаму. Дали постојат исклучоци од правилата за правилни глаголи во претеритум? При конјугирање, глаголите кои по одземањето на наставката од инфинитивот завршуваат на буквите Д, Т, две Т букви, М или Н, ќе треба да добијат плюс додатна Е буква, бидејќи глаголот ќе се конјугира нелогички. Во оваа група спаѓаат глаголите arbeiten, atmen, reden, zeichnen, wetten и уште неколку други. Например, глаголот arbeiten во сегашно време
прво лице еднина arbeite, второ лице еднина arbeitest или работам и работиш. Во претеритум, ако го конјугираме класично, би било arbeitete и arbeitest, што би било нелогички. Па овај тип на конјугација кој го учевме досега нема да се користи. Туку ќе се додае плюс е буква и ќе биде ich arbeitete или јас работев, du arbeitetest, ти работеше и така натаму. Значи, како се конјугираат овие исклучоци? Од левата страна ќе го имаме класичното конјугирање на правилни глаголи во претеритум, а од десната страна исклучоците. Во прво лице еднина се додава суфикс ете или arbeitete. Второ лице етест, трето лице ете, во множина прво лице имаме етен наставка, во второ лице множина етет и трето лице етен. За да стане појасно, ќе дадеме еден пример. Например, глаголот реден. Глаголот реден е во инфинитив или значи разговара. Ако буквите е и н ги тргнеме и остани основата ред, тој завршува на буквата д, па според тоа ќе се конјугира како исклучок. Например, во прво лице еднина их редете. Или јас разговарав. Du redetest. Ти разговараше, еази ес редете, вие редетен, ија редетет и зи редетен. Не е сложено, само треба да се извежба. Тоа беше за правилните глаголи во претеритум, а сега ќе дадеме неколку реченици како пример, за да стане појасно. Прва реченица: Als Studentin lernte ich viel. Како студентка учев јас многу. Das Schneewittchen küsste den Prinz. Снежана го бакна принцот. Во оваа реченица користиме претеритум, бидејќи како што кажавме во некој од минатите видеа, претеритум се користи исто така и во раскажување на приказни и слично. Zwischen Freitag und Sonntag übten wir Deutsch. Меѓу петок и недела вежбаме ние германски. Früher ärgerte mein Freund. Порано се лутеше мојот пријател. Er spielte Schach mit mir. Тој играше шах со мене. Du fragtest die Lehrerin. Ти ја праша наставничката. И за крај завршуваме со мала вежба. Не заборавајте да не следите на Instagram и на YouTube. Во овие две табели имаме глаголи во кои ние ќе ви ги конјугираме во презенс или во сегашно време, а вие ќе треба да се обидете да ги конјугирате во претеритум според правилата кои ги користевме до сега за правилни глаголи во претеритум. Глаголот benutzen
Во презенс веќе знаеме како се конјугира. Конјугирајте го во претеритум. Наша помош. Ich benutzte. Du benutztest. Sie es benutzte. Wir benutzten или ние искористивме. Ihr benutztet. Вие искористивте. И Sie benutzten. А сега за глаголот lieben. Веќе е конјугиран во презенс, останува уште за претеритум. Ich liebte. Јас љубев. Du liebtest. Sie es liebte. Wir liebten. Ihr liebtet. И Sie liebten. Се надеваме дека видеото ви се допадна и ако е така кликнете лайк или коментирајте. Следното видео ќе биде за неправилните глаголи во претеритум. А до тогаш следете не на Инстаграм.